Почитуван јавен обвинител, благодарам на одговорот, меѓутоа не сум задоволен од истиот. Најпрвин ќе мора да за еден дел да се задржам, апелирам да не се користи за политички цели. Оваа говорница не се користи за политички цели кога овде зборуваме на пратенички прашања, токму ние пратениците кои што сме избрани од народот. Затоа што овде одговарате пред судот на јавност. И јавноста заслужува да знае што се случува. И да го анализираме вашето прашање, вашиот одговор на моето прашање, што се случува и дали некој кривично ќе одговара. Вие одговорница ни изнесовте и ни кажавте само стари вести. Па не, затоа ли чекавме ние пратенички прашања со месеци, за да слушнеме стари вести? Вие рековте дека уште вечерта биле испратени дежурни јавни обвинители, вест стара 7 месеци. Тоа се случило вечерта на 8 септември. Вие рековте дека сте побарале меѓународна помош. Вест стара 7 месеци. Извештајот е стигнат пред 4 месеци. Вие рековте дека се сослушани други лица. Најпрвин беа повикани за сослушување роднините на починалите. Најпрвин тие луѓе кои што најмногу изгубија, јавното обвинителство ги повика први. Ние тогаш реагиравме. Ниту еден функционер не беше повикан. Прво беа повикувани родителите. Значи уште една вест стара 7 месеци. Зошто постои тогаш институтот пратенички прашања? Работите кои кажавме ги знаеме од медиумите. Единствено што рековте, очекувам јавното обвинителство во Тетово деновиве да покрене. И тоа беше единствениот нов елемент во кој што вие искажавте дека очекувате. И уште една вест за работната група на обвинители. Уште една стара вест. Потребно е сериозна истрага да има. И премногу време се чека за истата. Ние овде во собрание еве се менуваше законот за градење, се менуваше да се градат модуларни болници. И кога велевме овде во собрание не можат да се избрзуваат, така работите, не може со брзање, ќе има жртви, ќе имаме проблеми, ќе имаме несреќи, овие од власта ни убедуваа дека не е така. Се влезе во една постапка во која што се градеа модуларни болници, рековме, болничкиот кревет е поголем од вратата од која што треба да биде изнесен пациентот. Јавното обвинителство не нашло одговорност. Чекаме вештачење и овде ќе си раскажуваме приказни кои што се стари 7 месеци. Сериозна е работата. Многу е сериозна работата. Ние смееме да имаме ваков неодговорен пристап и кон јавноста, а особено кон собранието и кон институтот пратенички прашања. Потребно е да се даваат вистински ажурирани одговори и да се постапува посовесно и поодговорно, затоа што тоа го бара и јавноста и граѓаните, меѓутоа тоа го бараат и принципите на право и правичност и почитување на законите во државата. Немам дополнително прашање, ви благодарам.